добили со некои информации дека Америка ќе нападне во Иран. И он тогаш ми кажа дека ќе иде во Истанбул, бидејќи имаше 3 дена слободно и ми кажа дека што и да треба, можам да го искористам неговиот возач. Одма после 15 минути добивме информација од Федерацијата дека нема да се игра надпреварот, што требаше да се игра. Да го земам пасошот, а пасошот е во можеби најкритичното место во Техеран, во центарот, каде што имаше напад на лидерот на Иран. Со мердар успеавме да стигнеме до блиску до хотелот, 1, 2, 3 километри, меѓутоа се беше затворено со војници, со луѓе, не можевме никако да дојдеме до хотелот. Од тој момент здогледав еден мотор од страната кога беше и му реков на мердар да го пробаме да се качиме на моторот и да некако низ некои улички да пројдеме до хотелот. И вака беше дури мислам 16-17 часа беше патувањето и беше стварно напорно, бидејќи возеше он, возев јас, не пробавме да застанеме, само можеби да ставиме бензин, бидејќи нели долг пат треба да се стави бензин, али гледавме да што побрзо да стигнеме до границата, бидејќи видовме на патот и експлозии и ракети, знаеш, и викаме дај да стигнеме што е можно побрзо до граница. Меѓутоа, Иран е прекрасна држава.